Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Драгче. И денеска во ова попладне сме расположени со многу позитивна енергија и денеска ќе ви направиме едно убаво музичко кулинарско шоу, но и еден убав рецепт кој што вие ќе си го запишете и верувам дека ќе го направите. А најинтересното од се ќе го прави една убава дама и верувам дека сите вас, ете и најмногу тоа ќе ве привлече. Едно убаво девојче ќе ни направи еден убав и вкусен специјалитет. Ве поздравувам сите вас ширум светот, сите оние кои што не гледате во редовното издание, сите оние кои што не гледате во репризните изданија, оние кои што не можете и тоа да го направите, не следите на YouTube каналот, прашувате за рецептите, тоа нас многу не радува и еве, сета таа ваша позитивна енергија ни значи многу, затоа и ние ви возвраќаме со многу позитивна енергија и ги повикуваме лицата кои што вам ви се омилени. Знам дека и денеска личноста која што ќе ни биде гостинка, ви е вам многу омилена. Омилена и е виолината, кога свири, не милува, не гали, а со незината убава насмевка и незината надворешност плени. Си ја повикувам Сања Здејлар, да ни дојде. Добре ми дојде. Мила ме, Драгче. Добре ми дојде. Прекрасно изгледаш, морам да кажам. Благодарам и ти, повели. Малку подоцна ќе прашам за презимето, ама за да ни почне, нели, ова емисијата. Малку со музика. Со музика, за да ја разбиеме монотонијата и да кажеме што ќе спремаме. Ајде, повели. Ама за жал соколот сега од Вардар вода нема да пие, затоа што не е како што беше на времето. Остави виолината. Сепак ова прекрасно звучеше, една од омилените мои песни кои што јас ги сакам. И без да се договориме, ве ти ми ја одсвири токму Море сокол пие вода на Вардар. И драго ми е дека сум нели денес твоја гостинка. Секогаш со среќа ја следам твојата емисија и навистина еве и стварно сум среќна што сум дел денес. Ама ние знаеме и да си пишуваме со многу љубов, со помногу позитивна енергија за секој на коментари некогаш. Ете така. Секогаш ме следиш, знам. И така и ќе биде секогаш. Поддршката ќе биде секогаш моја за тебе достапна во секое време. Многу интересно морам да кажам на гледачите дека овој пат дури и рецептот кој што ќе го прави нашата Сања има музичко име. Така. Ајде кажи ни, како беше интересна анегдотата за да се создаде токму тоа име? Вака, значи кога ме праша Сања што ќе ни приготвиш во емисија, јас викам како да ја кажам сега на Драгче, само пита со вишна. Викам многу некако монотоно ми звучи тоа. И нели сега сите со чат GPT напредно време. Му кажав, ајде, дај ми некој интересно име поврзано со музиката за рецептот и ми даде име Кралска вишнова симфонија. Затоа ти денеска ќе ни бидеш кралица со оваа убава пита која што ќе ни ја направиш, таа музичка симфонија ќе ја пренесеме на тестото со твоите убави раце. Ти благодарам. Ајде, повели, ќе започнеме. Убаво ни започна со музика и верувам дека значи, започнуваме со тестото, меѓутоа малку ми е... Полека, не се брзе, можеме да го одвоиме, а можеш дури и така да почнеш да го...
Се извинувам, јас ова Нели? морам да се снајдам. Сања, јас морам да кажам така? дека тука моите колеги многу сакаат момински рецепти. Така ли? Ептен им се надевам допаѓаат дека ќе им кога се имаме допадне. момински Ете така. рецепти. Успеа. Успеа, нели? Одлично, супер. Потоа малку со клагија го рассукуваме. Дали вишните требаше предвремено да ги Да, подготвиме? предвремено се, Добро. нели да се одмрзнат, може еве во оваа состојба да бидат. Добро. И да Мислам, ги не може, туку треба да дали бидат. треба во тенџерче да ги Да, ставиме? може повремено нели да подгледнуваме додека се вријат, слободно Добро. можеш да ги ставиш. Ајде. Јас сум Ете тука така. асистентот. Така, знаеш како дома е многу полесно, а на телевизија е потешко. Јас се испрскав, но нема врска, ќе си изгледам вкусна како вишна. Ќе се правиме дека не гледа. Како вишна. Ете така. Добро. Колку Тестото е шеќери памук. додаваш на вишните? 3 до 4 лажици. Добро. Еве повели шеќер. Благодарам. Ете така, тоа Мора да си помагаме. Ете така, затоа сум Да. тука, нели, и до мојот пријател Шпорет, кој што ме слуша само кога ќе го поздравам. Ете така, добро. Така. Мислам дека е веќе Одлично. доволно. Сакате поблачко да биде? Ајде малку ќе ставиме, Па да, може. колеги. Јас обично 3 до 4 лажици. Ставам сега Ставив 4, но една и од Так, мене. гратис една. Може една и од мене. Иако нутриционистите ќе не карат, ќе речат, па можевте со мед, па можевте со кафеав шеќер, па можевте вака, онака, нели? Вака ние- сега во мало округло, тавченце? да, мало. Добро. Јас преферирам мало. Добро. Округло тавче. Ставаме предходно, значи подготвена хартија за печење во форма на круг, Добро. за да не загори. Да не се Одлично. препече. Го тргаме тестото. Редната ја полека. вклучив. Бидејќи е многу меко, може би сега на телевизија изгледа тоа Само полесно. да го повлечеме, Да. да гледат како тие момински раце тегнат тесто. така. Ете така, добро. Се Одиме. трудам. Опа. Ајде. Ето, веќе го видиме. извадивме. Ајде да видиме до Така, каде и сега дојдовме. внимателно го ставаме врз. Хартијата. Добро. Ете така. И сега ова од страните што останува, може слободно и вака малку да се притисне внатре. За да легне на Да, хартијата. да. Слободно, добро. Ете така. А мајка ми знаеш ли колку убаво го прави овој рецепт? Така ли? Јас не можам дома да се насладам. Добро, сега, нели, сите Да, па јас од од неа обично ги учам рецептите. од деца, мајките ни ги даваат тие желби за готвење и љубов. Така. Браво. Ете. Одлично. Тоа е тоа. Сега со ноже за пица поминуваме значи врз само да остане во форма на круг. На круг. Слободно можеш да си промешуваш да не Да. Тука сум јас дежурен, така. дежурен за рецептите на мојот пријател. Ете така. Добро, одлично. Добро. Потоа ќе го искористиш за Да, покривање. за крајот. Да, веќе ми е јасен рецептот. Добро. Ова Можем и сега да го зголемам ставаме повеќе да на биде. страна. Побрзо да ни биде. Ја зголемувам температурата. Добро. така. Одлично. Одлично. Браво. Сања, значи мама готви и ти се Да. што таа готви Јас учам. учиш. Добро. Понекогаш и јадам. Ај па одлично, па така треба. Мора да се проба. Да. И без оглед на тоа линијата ти е убава Ти благодарам многу. и убаво изгледаш онака Ти како благодарам. што како цвеќе, како што би Ти рекле благодарам повозрастните. многу. Ете така. Се трудам. Така. Одлично. Ете така. Воопшто не треба нели да се грижат доколку имат празнини. Добро. Тоа самото ќе се Камерата сака да Така. свртиш кон камерата. Да, еве, Ете така. нема никаков проблем. Добро, Да. одлично. Важно е да биде во формата на тавата. Добро. Ете така. Значи може тоа да биде и во Така. плекче кој што самите си го имате дома и да го Ете тоа сега подготвите. веќе Добро. спремно е тестото. Сега ми треба густинот да го Добро. подготвиме во една чашка.
Добро. Да. И јас ќе ти додадам чаша и малку водичка. млака водичка. Добро. Да, и си промешуваме. Повели една широка чаша. Благодарам. Сега ќе ја подстоплиме и водата, но ајде додека ни се стопли водичката, додека се биде, среди си ги рацете за виолината, потоа да си бидеш супер, бидејќи треба да ни свириш. Јас сум тука за да Знаеш како јас кога готвам некогаш и заборавам. Ете така, затоа што ќе ти се лепи, не за друго на твојата. Ете повели. Зошто сакаме да те слушаме. Фати. Виолината. Знаеш како и за тоа сум дојдена и да сготвам и да ни свириш, малку, да не расположиш овде сите. Сите да имаме како тебе вака некој дома, јас секој ден ќе готвам. Така ли, благодарам. Еве сите ми имаат дома. Секој ден во 15 часот и 30 минути. Сите во своите домови ми имаат мене. Ајде, режија, подготвени сме со виолината и да слушаме. Колегите велат, ова емисија нека трае 60 минути. И благодарам многу. Да ти кажам, јас како дома се чувствувам тука. И така и да се чувствуваш. Густинот јас ти го подготвив, за да ти биде лесно. Во вишните го ставаме, за да биде густо. Си промешуваме нели меѓувремено. Добро. Супер, одлично. Сега ќе намалам малку, зашто да не биде... Ајде, полека, капка по капка. Капка по капка. Капка по капка, за да ни биде добро. Браво, одлично. Ете, супер, за да се добие некоја... Убава смеса карамел. Сега, моменто, колеги, колку убаво мириса. Сега вака, леле, види. Ако го исипам, колега губе, леле. После од вака со прстки се зимаме. И во меѓувреме додаваме ванилин шекер.
Добро. Така. Па Дракче, ти си ми помогна. Ако па тука сум кажам, затоа да алау да ти е. помогнам. Уште малку да ни се сгусне, па значи, да олади. По-густа да биде смесата И да треба. олади малку заради тестото. Знам пошто тоа така оди. Ајде сега јас да те запрашам. Знам дека од мали нозе свириш. Знам дека љубов ти е виолината. Ама ајде кажи ни зошто твоето презиме, бидејќи тешко е презимето да се кажа. Зделар. Да. И Вака ти си сега. додаде уметничко име Сизи, така сите те знаат. Така, сега може би почетокот мој не го знаат некои луѓе. Ете, ајде. Како и секое дете, јас така сакав да бидам YouTube звезда. Така, Тогаш на времето. нели? И некако си го дадов тој прекар самата Сизи. Сања Зделар Сизи. Добро. И така ми остана. До сега еве така ме знаат. Меѓутоа Зделар презимето има српско потекло. Така, тоа сакавме да слушнеме. Да, многу често по коментари читам како србинка па свири со нашето знаме. Јас воопшто не се чувствувам. Ти си родена да, во јас се тука, чувствувам во македонка, Македонија. јас сум македонка, Така. иако нели носам такво презиме. Без оглед, сакаме да кажеме дека сите сме се соочиле со коментари кои што допреле до нас и луѓе кои што не познаваат во Така, јас сум веќе суштина. навикната и на секакви коментари кога И сум затоа одлучила, ослободи се, малку ќе ни се залади ова, зашто не смееме нели на тестото. Да, Ајде, супер, види браво. колку убаво. Петка. Повели, Покажи на сладко камерата. од вишни. Сладко од вишни, колеги. Ау! Преубаво, браво. Абе да ми се позлатат рацете, мислам. Ете да ми така, сега. Уште малку злато да се олади. Да, може слободно. Ете така. Јас овие ќе ги повлечам. Јас сум во трка со времето, секогаш. Така, Да не закаснам, да не сум прерано. Кажи ми, бидејќи многу од колегите кои што прават промоции, многу од колегите кои што прават турнеи, Така. сакаат да бидеш ти една личност која што Ќе ги надополнам. придружува Да. на тие. Ги учиш ли предвремено песните од колегите? Да. Мораш Значи, нели да се подготвиш за Так. репертоарот кој Така, што си имаме проби. Предвремено ми праќаат листа на песни, Така. јас морам да ги знам, да ги научам Така. доколку ги придружувам, нели? Морам да кажам еве и воедно да ги поздравам Владко и Златко Миладиновски. Така. Секогаш сум на дел од нивните концерти, така да и таму имаме проби, се спремаме за се да изгледа нели врвно. онака како што е замислено, Така. значи без никакви пропусти. Секогаш со нив е Така. прекрасно чувството Но да тие се настапи. и Да. Василија, и мојот Так, сопруг, так, и ред да. други колеги ги И јас придружуваш. секогаш си имам соработка со сите и се надевам дека нели ќе си остане И така. ќе продолжи. Да, да. Се обидов барем малку да ја оладам. Смесата. Супер, одлично. Ајде повели. Одлично. Ете така. Значи додека си ја вака смесата и рамномерно си ставаме внатре. Знаеш како потешко е да зборуваш и да готвиш? Сите тоа тука така го чувствуваат. А дома си кјута и си готова. И плюс се гледа на времето, па дали ќе постигнеме Така. секако што треба. Знаеш како кај тебе секогаш е се на време. Затоа што јас не сум сама. Јас сум со еден прекрасен тим, кој јас го обожувам, а и тие мене се надевам. Така. И затоа и траеме 3 сезони, еве, не досега, еве, бакнежите ги добивам од сите страни. Праќаме и ние. И затоа е тоа така. Секоја заедничка работа со тимот Ете така. излегува перфектно и убаво. Се надополнуваме. Си помагаме едни на други. И верувам дека и кај вас, нели, колегите, тоа така Да, и кај функционира нас за е да така. биде нешто убаво. Па, знаеш како мора да биде взаемно, бидејќи ако е само од едната страна нема ништо да функционира. Нарцисоидноста Ете. никогаш не помага. Таа одмага. Нели? Леле, ова јас После емисија. мислам јас правев свадба, ама Супер. викат не зимајте од тавчето за да не ви врне на свадбата. така. Ти не смеш. Добро, И нема. ние можеме, нели колеги? Можеме. Ете така. Потоа ќе си каснеме. Добро. Како изгледа? Ајде сега. Одлично. Ќе ја Добро. затвориме, нели? Ете така, сега со преостанатото тесто, нели преска што го исеков од страните, Така. го ставаме. Само малку ми се залепила. Макајла.
На парченца сакаш да, Да, можеш да го дури на 4 да го покриеш. Во должина треба да биде? Сања, извини Злато, јас да ти помогнам. Дури можеме и вака. Да, може и така. Значи да ја покриеме сосема за да не ти биде мачно. Добро, може и така, меѓутоа и да ја малку подсобереме, за да биде украсна. Јас на пример со мајка ми практикувам во ленти, го сечеме тестото. Повеќе одзема време. Да, така ќе одземе време. Гледај, Ето, колку така лесно мора и да ќе се те снајдеме. научам. Ќе те научам Ма јас лесно. сакам да учам. Лесно да ни види. Ете така Ете така. Лесно и интересно. Ете, гледаш колку Ете тоа. така. Ќе ја покриеме лесно малку Браво, извини. Ете, по под конец. должината. Ете така. Ете. И тој мал дел и потоа ќе го завиткаме Да. овој во круг. И уште малиот дел Уште додатно. овој може. Ете. Ете така. Одлично. Супер. Ајде. И сега Ќе ја подзавиткаме. да, спремна е вака. да се Еве, пече. Вака малку, за да ја дадеме украсно. Ете така. Браво, Злато. Да имавме повеќе време Нели? и поубаво ќе украсаме. Ама Ајде, така. одлично. наложува времето. Одлично. Така. Еве вака. Зашто јас сакам повеќе ти да свириш. Рецептот можам Затоа. и јас да го направам, но еве. Така. Само да си ги Подготви измијам се. рацете. Да, јас веќе одиме во Рерна, за да... Еве, колеги, готов. Тука мојот пријател Брзо и Шпорет, лесно. спремен, јас ке дзиркам за да ти ни свириш. Бидејќи јас не знам да свирам, ама знам со шпоретот и со рецептите. Така. Добро. Ајде да слушнеме сега. Морам да ти кажам и она многу убава на Лена Леј. Ние одсвире. Ти благодарам. Прекрасно. Морам да кажам дека таа ми беше мојата прва преработка и преку неа уствари почнав јас со свадбите. Браво. Да. Така започна. Допира со неа. до нас таа Да. песна. Добро. Одиме сега и со втората песна. Така, малку кратко, ама сладко. Ама никогаш повеќе режијата не пеела и камерманите овде. Стварно? Не само многу јас. мило. Јас си пеам тука, Така. некојаш ги бунам. ама види колку Денеска се посебно расположени, така ме пречека, многу убаво. Многу убаво и се надевам дека ти се чувствуваш прекрасно. Како дома. Сакам да те запрашам кога музиката е безгранична. Така. Значи, имаме еден куп стилови на музика. Може би и некој меѓувреме ќе се измисли, но ја одвојуваме класичната музика, народната музика, поп музиката. Обично вие тоа така го правите такт со нозите. Так, да. Мора се да биде во такт. Кажи ми, која повеќе ти прави мирак да ја свириш или се едно ти? Дали забавно, дали народно, дали класично? Значи, класиката е темелот. Како на една куќа, така и класиката е темелот. Меѓутоа, мене срцето секогаш ми игра на нашата музика. Да, каде и да одам ни светот, еве и во Австралија, нели, бев, така да таа музика ми е вродена, во гените ми е. Не може тоа да се искорени, да кажам.
доаѓаат ли како јас, например, што сакам на увце мака да ми свири виолината? Доаѓаат, сакаат да го слушнат тој глас на виолината. Така, сакаат и многу сум среќна дека ете токму јас ја работам таа работа, навистина ме прави пресреќна. Јас живеам за музиката, некогаш некој ќе каже можеби парите им се важни на музичарите, јас мислам дека не им се важни, туку најважна е љубовта кон музиката. Може би некој да биде закитен со пари, да нема поима од свирење, а може би некој многу да свири и да не ги гледа парите. Парите на крајот се собираат. Знаеш како викаат, парите се отепувачка. Колку повеќе имаш, толку повеќе барања имаш. И затоа така, вака поедноставно поубаво. Така. Јас морам ова да го цирнеме заедно. Да надгледаме. Ете, види. Одлично, преубаво. Можеме уште малку да оставиме. Јас ќе намалам сега скроз за да не ни загори, малку вишните да ни бидат како што треба, но бидејќи ова печка е многу јака во однос на топлината, мораме да бидеме внимателни. Гледам јас, не ми е како дома. Затоа велам јас, внимавам, ама да не ми загори. Сања, кажи ми, која беше таа жилба за виолината? Од каде ја доби љубовта за виолината? Од многуте инструменти кои што ги имам? Искрено, многу спонтано дојде таа жилба. Тоа сакав, таа приказна да ја слушнеме. Тоа приказна не ја не знаат многу луѓе, освен мајка ми и татко ми, нели? Така? Не ја кажувам толку јавно. Помали со брат ми на тераса, он многу сакаше да пее. Така. И јас имав една мала клавиатура детска. Јас нешто си штракав, си свирев, некои глупости, он си пееше, Милке душо ја правевме. Ете како прва песна, да. И комшијата до нас не слушнал и му кажал на татко ми, абе детево, да го запишиме на музичко, многу сака да пее. Значи не беше за мене на мене тоа. И бидејќи беше многу мал, 5 годишна возраст, година и пол сме разлика, на првиот час заспал. Татко ми дојде дома, вика, Сања, да не ги фрлам книгите, дали сакаш ти да пробаш? И ете некако Господ сам ми го насочи патот. Не случајно рекле, фрлиме на буниште, ама со среќа. Така, и ете така. Вие сте 3 дечиња дома, да ги поздравиме сите. Да, ги поздравувам, Лазар и Јана се вика. Ете, многу убави имиња сите. Да, значи 3 деца сме, јас сум најстара, потоа брат ми, сестра ми вчера и беше роден ден, нека ја среќен, 9 години наполни. Да здрава и жива те вика, даде? Да, ме вика и даде и Сања, многу почесто Сања, викам зошто ме викаш? Кога е љута, јас овде на кавлите. Некога е лута, меѓутоа некако така и е можеби ета навика. Добро. Ајде сега да видиме до каде е питата, се замуабетивме ние. Одлично, внимавам. Браво. Само уште една минутка ни фали, за да го прочитаме рецептот на денот и потоа ќе ја украсуваме малку да ни олади. Ета така. Што се нам ни е потребно за денешниот рецепт? Кралска вишнова симфонија. Едно пакување лиснато тесто, едно пакување вишни, 3 до 4 лажици шеќер, 1 ванилин шеќер, 2 лажици густин, 50 грама шеќер во прав за поросување. Сање, но јас бидејќи ова ја сакам со течно чоколадо, ќе додадеме малку, не? Нема проблем. Може ни јас сакам чоколадо. Ете така. Иако велам не караат за благите работи, не толку многу ставајте. Јас не можам да се откажам од благото. Кој сака нека дојде, нека ми каже. Јас ќе те заштитам со вадење, бидејќи тебе раците многу ти се потребни за свирење. Да. Полека само да не... Е многу... И после, еве, моминска, како велам јас. Можеш да ја поросиш. Преубаво. Јас да го исклучам нашиот другар шпорет. Ете тука. Добро. Опа, многу ми се истори. Ако ќе биде поблагечко. Од трема. Од трема, нели од возбуда. Јас се извинувам на гледачите, ама на телевизија и мене ми е лесно да кажам дека... Да. Ете, супер си. Не треба повеќе, бидејќи многу... Добро, додај ми ги мене, а тебе ти го додавам чоколадото да направиш шара. Слободно. Ета така, шари да ни направиш од озгоре.
Денеска кршам јас. Денеска се скршивме. Денеска лумпуваме. Браво, Сањичка. Ете, гледаш како ни дојдоа шарите убаво. Да, тие малку се впиваат во... Ако можеме дека е топло. Можеме малку да олади, пак ќе му додадеме. Малку да додадеме. Ако дека е топло се уште, абсорбира топлината. Супер. Одлично. Ајде додека олади за да ја префрлиме во... Уште една песна да направиме. Знаеш, нели, што ќе барам. Јас веднаш ќе барам. Да ти кажам и за тоа дојдо. Нели, па се разбира. Ете така. Тоа е твојата задача. Да. Имаше право колега Бубе, колега во режијата, сите колеги дека ова треба да трае 60 минути. Ајде ќе направиме една таква. Ова гледај со колку ни е љубов и возбуда, ова се го слушавме. Така, морам да кажам дека мајка ми од Струга и некако таа песна многу ме потсеќа на Струга, на тој крај. На галевите. Да. Јас на лебедите во езерото. Наистина е убаво. Има прекрасен мир таму. Колку тоа така ти не донесе брановидно во езерото. Да провериме дека е топлечка сака. Да. Да видам дали може. Ајде. Ќе пробаме, ако може. Само внимавај да не се посипеш како јас со сладкото од вишни. Браво. Само да го повлечам. Добро. Одлично. Така. Значи си останува на самата хартија за печење, може да се сече, или може да се пресече, да. Ете така. Ова е, колеги, за со чај. Ние си направивме чај, но не го пробавме, бидејќи обично кога правам салатка ми видела Драгче не оди салата со чај. Со ракија оди. Има ли моменти кога сакаат колегите од посилниот пол да кажеме или машките да кажат ајде Сања да наздравиме малку? Да, има такви моменти, меѓутоа јас не уживам премногу во алкохол, меѓутоа ете колку за наздравување. Да, колку за наздравување и чест. Ете така. Морам да ти кажам дека
Беше прекрасен гостин. Ти благодарам. Не расположи, ни го разубави ова попладне, овде нашата кујна. Многу ми е драго. И еве не сите вака светиме. Јас не знам колку се гледав јас во екраните. Морам да те гушнам, еве, да си светкаме двете. Јас не знам колку денеска се гледав на екраните, но не е значајно тоа. Битно е да се видеше тој што требаше. Колеги, благодарам, нели, за почита кон мојата гостинка. Тука сме на самиот крај. Се надевам дека, драги мои, денеска ви бевме интересни. Овој рецепт е навистина убав. Направете го и вие, засладете се дома и ако не пропуштивте нешто од нашата емисија, следете не во репризните изданија. Ве сакам, се гледаме.